Се поретко се слуша бебешкиот прв плач во акуширските оделенија во цела Македонија. Според демографските податоци за 2025 година, за 30% се намалила бројката на новороденчиња за една деценија. Дел од причините за намалувањето на новороденчиња е и проблеми поврзани со здравјето на жената, која треба да се грижи и редовно да посетува гинеколог. Редовните акушерски прегледи во текот на бременоста се многу важни од самиот почеток на бременост, бидејќи современата медицина нуди нови методи за предикција и превенција на различни компликации кои што може да настанат во текот на бременоста. Со сето тоа да тие може да се не само да се спречат, но и доколку се појават, да се појават во една поблага форма, а се со цел да се заштити здравјето и на мајката и на новороденчето. Поголем дел од жените доаѓаат во подоцна фаза од заболувањето, што представува голем проблем и за жената која ќе треба подолго лекување, но и голема инвестиција на целиот здравствен систем. Затоа е потребна скрининг програма, но и жените кои имаат диагноза со одредено гинеколошко заболување, за нив треба да има посебна патека за лекување. Највише доаѓаат жени од кога ќе завршат со репродуктивниот период, тогаш или се они нешто послободни да се осврнат на нивното здравје, или па тогаш се сочуваат со болки и принудно потреба да се јават на прегледи. Крварење Сигурно, и крварењата, особено, е најголемиот дел, што е и причина да се јават тогаш кај нив страфот е поголем. Најлесно е да се промени доколку имаме промени во системот. Ние цело време пробуваме да излобираме да патот на жените, например, при диагноза на карцином од било каков тип биде по една забрзана трака, исто така да пристапот на пациентките во било која состојба биде многу лесен да може да стигнат до соодветен, да кажем, специјалист или субспецијалист во одредената област. Посочуваат од МАГО. Неделата за женско здравје и во светски рамки е посветена на полицистичните јајници и се дава посебен приод не само на лекувањето на јајниците. Од 6 до 13% од женската популација има појава на дијабетес, масти во крвта, појава на кардиоваскуларни заболувања и лекување на неплодност.